Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган за време на посетата на Вашингтон ќе се сретне со американскиот потпредседател Џо Бајден, но се уште е неизвестно дали ќе има директна средба и со председателот Барак Обама. Ердоган, кој ќе биде еден од 50 светски лидери кои ќе учествуваат на самитот за нуклеарна безбедност, во вторникот пристигна во Вашингтон. Турските медиуми шпекулираат во врска со тоа дали тој ќе има средба и со Обама. Некои сугерираат дека ако не дојде до таква средба, тогаш тоа значи дека Соединетите држави намерно ја прескокнуваат поради разликите во врска со Сирија и американската загриженост во врска со насоката на турската внатрешна политика. На пресконференцијата во Истанбул пред неговото заминување за Соединетите држави, Ердоган изјави дека ќе се сретне со Обама на нуклеарниот самит, како што впрочем и било планирано. Но подоцна во Вашингтон беше соопштено дека домаќин на Ердоган ќе биде американскиот потпредседател Бајден и оти двајцата председатели Ердоган и Обама ќе имаат можност да разговараат на самитот. НАТО членката Турција е дел од коалицијата предводена од Соединетите држави во борбата против милитантите на Исламската држава во Сирија и Ирак. Меѓутоа, Вашингтон и Анкара остро се поделени околу улогата на курдските борци на северот на Сирија. Тие имаат поддршката на американската армија, но Анкара смета дека тоа е закана за турската национална безбедност. Вашингтон ги интензивира и критиките во врска со почитувањето на слободата на изразување во Турција. Бајден за време на неговата посета на Турција во јануари годинава изјави дека Анкара поставува лоши примери со застрашувањето на медиумите и со обвинувањата академски граѓани за предавство. Ердоган пак во вторникот рече дека би сакал американските власти да преземат чекори против мрежата училишта на движењето поврзано со исламскиот проповодник Фетула Ѓулен, турски свештеник кој живее во Соединетите држави и кој во Турција е обвинет за водење така наречена паралелна држава и за заговор за соборување на власта во земјата. Ердоган своевремено му беше сојузник на Ѓулен, чие движење има мрежа на училишта во светот. Двајцата се искара откако Ердоган оцени дека полицијата и обвинителството му се наклонети на Ѓулен. Тие претходно, односно во 2013 година, започна истрага за корупција во блиски кругови на Ердоган. Ѓулен, кој се соочува со обвинение за тероризам во Турција, негира дека неговите следбеници се обидуваат да го соборат Ердоган. Во меѓувреме, Стейт Департментот и Пентагон им наредија на семејствата на американските дипломати и на војниот персонал да заминат од Јужна Турција поради зголемени терористички закани. Пентагон појасни дека станува збор за мерка за предпазливост со цел да се зачува безбедноста на американските семејства во тој регион.